Намалувањето на казната на Абдулфета Алими, човекот кој го дал клучот од собраниските врати на 27 април, е политички и селективен чин, смета председателот на Патриотскиот институт на ВМРО ДПМН Александар Пандов. Според него, сите кои се осудени за овој случај мора да излезат на слобода. Самиот чин на помилување на било кој учесник кој што е осуден од 27 април, јас го поздравувам. Меѓутоа, она што не го поздравуваме што е селективно. Се уште, чинам 26 луѓе се затворени, да подсетам со тешки затворски казни, од по 15, по 17, 18 години затвор. За најголем дел од луѓето, тие се патриоти, луѓе кои што ништо лошо не направиле, за мала групација предводена од СДС и јавното обвинителство и судство сега ние што го водат, тие се терористи. Од кабинетот на председателот преку соопштение ја информираа јавноста за условите кои треба да бидат исполнети за помилување, односно за намалување на казната. Осудениот треба да има добро поведение, да покаже каење за стореното дело и да не станува збор за лице кое има повеќе дела за кои во иднина треба да одговара. Алими ги имал исполнето овие предуслови. Лицето Абдулфета Алими, кој има добиено делумно ослободување од понатамошното извршување на неиздржаниот дел од казната затвор во траење од 8 месеци, ги има исполнето условите предвидени со Законот за помилување и воспоставената пракса. Председателот вчера одлучи за 8 месеци да ја намали казната за Алими. Тој беше осуден првично на 7, па му ја намалија казната на 6 години, а до сега отслужи речиси половина. За настаните од крвавиот четврток беа осудени 16 луѓе на вкупно 211 години затвор. Неголема казна доби Митко Чавков од 18 години. Вчера Пендаровски освен Алими помилуваше уште 4 лица, 3 делумно и 1 целосно. И пред 3 месеци председателот на државава имаше обид за помилување, но безуспешен. Тогаш Министерството за правда предложи 48 лица, меѓу кои и бизнисменот Сеат Кочан, Александар Василевски Нинџа, кој беше клучен сведок за настаните од 27 април, и Бобан Илик, осуден за убиство на 4-годишниот Алмир во Куманово. Откако јавноста жестоко реагираше, тогашниот министер за правда Бојан Маричик го повлече списокот.